таквиот говор, говорот на омраза, не доликува на ниту една сериозна партија, ама не доликува воопшто на социјал-демократска партија. Тоа е говор на некоја крајна десница, што се служи со патриархалност и парохијалност, па така гледа на жените и на возрастните. За мене, возраста, како во антиката, значи мудрост, значи знаење, значи искуство, а мислам дека многу успешни председатели имале бела коса и биле успешни. Не плашете се, значи за мене, јас сум сосема во ред и психички и физички. Орна сум за дебата, ама нема кандидати за дебата, па кампањава некако ми е прокси преку некој друг, само најавуваат и никако да се појават тамо каде што ни е место пред одговорни новинари. Затоа можеби нивните средби се такви какви што се, во нив има говор на омраза, зошто? За да се дефокусираме од она што е најважно, состојбата во која што се наоѓаме, а таа е далеку од европска, далеку од европските стандарди. Во поглед на владењето на правото, нема владење на право, туку има владење на една мала група на луѓе, јас ги нарекувам неколкумина конзули. Значи, конзулскиот систем не е демократски систем. Политичкиот систем не е демократски, зашто нема поделба на власта. Власта е концентрирана не само во неколкумина, туку само во владата. Меѓутоа, ако имате влада која не креира политики, здравствена, економска, социјална, образовна, тогаш имате сериозен проблем. Бидејќи, ако нема креирани политики, тогаш нема да има ни реализирани програми, ако немате вистински актери, нема да има кој да ги реализира, ако се грабаат ресурсите, нема да дојдат на вистинското место и затоа стигна оценката. Оценката доаѓа од Freedom House и таа вели цикличен хибриден режим. Режим што се врти во круг. Во кругот се тие актерите, се борат околу ресурсите кои повеќе да земе за да го искористи статусот политичар во власта, ама тогаш нам ни се случува најголема сиромаштија, смртност, понатаму несреќа, ни се случува да немаме здравство во кое граѓаните веруваат, ни се случува зависно, политизирано и партизирано судство, ни се случува уставен суд што не го штити уставот и законите. Ние имаме слаби институции, речиси распаднати, и пресилни поединци кои аздисуваат. Мора да им ставиме крај. Мора да дојдат одговорни луѓе кои секој ден ќе ве убедуваат и како председател, и како премиер, и како министри, и како пратеници, дека се тука заради вас, заради задоволување на човечките потреби и интереси, на европски стандарди, на европски начин. Убедена сум дека тоа одамна го нема, особено не овие неколку години. Како ќе ве консултирам јас вас, знам дека се повторувам, но тоа е надлежноста на председателот. Преку народни канцеларии, каде што ќе може да се дојде до вашите проблеми, до вашите барања, до вашите сугестии. Тие мора да стигнат до председателот, зашто тој ве представува вас, граѓаните. Треба да добиете одговор. Ако не е тој надлежен, треба да ве упати до надлежните институции, односно оние кои работат со него. Така народот ќе знае дека председателот навистина
не е наш, како што викаат, а тоа значи партиски, туку дека е ваш, дека е твој, дека е навистина некој кој постои заради граѓаните, а не заради кариерата и заради партијата со него.